Почитувани гледачи, ова се вестите на Канал 8. Министерството за земјоделство до 31 јули го продолжи рокот за поднесување на барања по програмата за финансиска подршка во земјоделството за тековната година. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до 31 јули го продолжи рокот за поднесување на барања по програмата за финансиска подршка во земјоделството за оваа година. Земјоделците заклучно со крајот на месецов може да аплицираат за субвенции за растително производство по обработлива земјоделска површина со полјоделски и градинарски култури, за одржување на постоечки површини со овошни и лозови насади, за производство на сертифициран семенски и саден материјал, за сточарско производство, за обележени грла говеда, овци и кози, за презимени пчелни семејства, како и за органско земјоделско производство. Земјоделците барањата може да ги поднесат во електронскиот систем на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој во делот директни плаќања субвенции. Од Министерството ги повикуваат сите кои го немаат реализирано ова право, доколку не можат сами да креираат апликации, да се јават во подрачните единици на Министерството за земјоделство, каде од страна на вработените ќе им биде креирано барање согласно програмата и уредбата за директни плаќања за оваа година. Во тек се градежни активности за реставрација и заштита на споменикот на слободата во Кочани. Активностите треба да бидат завршени до крајот на ноември годинава. Според планираната динамика се одвиваат градежните работи за реставрација и санација на архитектурата и на партерното уредување на споменикот на слободата во Кочани. Старите и оштетени мермерни облоги од пристапните скали и од амфитеатралниот дел на северната страна на споменикот се веќе отстранети и заменети со нови. Со тоа внатрешниот централен дел го добива изгледот од пред 40 години, кога објектот беше изграден. Во рамки на градежните работи се врши и санација на оштетените вертикални ѕидни површини, со чистење и пескарење на бетонските платна и заштита од атмосферски влијанија. Паралелно со обновувањето на архитектурниот, се работи и на уметничкиот дел, односно на мозаикот. Отстранети се графитите што во изминатите години ги нанеле неодговорни лица, како и каменецот од атмосферските влијанија што на одредени места ги прекриваше мозаичните плочи. Исто така се санираат и физичките оштетувања на мозаикот од внатрешниот и надворешниот дел. Според техничкиот проект за санација, предвидено е да се инсталира комплетно ново осветлување, за што изведувачот Електрика од Кочани веќе ги реализира градежните работи за ископ на канали за инсталацијата и на бетонските стопи за светлосните столбови. Градежните работи околу архитектонскиот дел ги реализира фирмата Исток Мермер од Долни Подлог, која беше избрана како најповолен економски оператор по реализираната тендерска постапка. Конзерваторско-реставраторските активности пак на музичните фризови ги изведуваат ликовни уметници и стручни лица кои веќе имаат слично искуство од работата со авторот Глигор Чемерски. Реновирањето и заштитата на најголемиот мозаичен монумент на Балканот, лоциран на Ридот Локубија во Кочани, почна кон крајот на ноември минатата година. Станува збор за проект што се реализира со финансиска подршка од над $254,000 од амбасадата на Соединетите Американски држави преку грант од Амбасадорскиот фонд за заштита на културното наследство. Со комплетирањето на реставрацијата, санацијата и заштитата на споменикот на слободата како законски заштитено недвижно добро, треба да се вратат неговите суштински вредности и уметничкиот израз. Се реконструира кровната површина на основното училиште Раде Кратовче. Градежните работи избраниот изведувач треба да ги заврши до крајот на месец август, односно пред почетокот на новата учебна година. Во основното училиште Раде Кратовче во тек се градежни работи за промена на кровот, кој е со површина од 785 квадратни метри. Активностите се на самиот почеток, а постепено се отстранува постојната покривна маса, за да се замени старата кровна конструкција со нова. Изведувач на работите е Бепинг Construction од Кочани. Проектот се реализира со средства од Јапонската амбасада, што се во износ од 70.000 евра.
Откако е изградено училиштето во 1936 година, покривот бил реконструиран само еднаш во далечната 1980 година. Истрошените материјали предизвикуваа протекување на водата во училниците, како и во близина на електричната инсталација. Според планирањата, изведувачот градежните работи треба да ги заврши до крајот на август. Од следната учебна година, што треба да почне во септември, повеќе од 450 ученици ќе добијат подобри безбедносни стандарди. Проектот реконструкција на Кочанското основно училиште е во рамки на GGP програмата за мали грантови за основни човекови потреби и човекова безбедност на амбасадата на Јапонија. Договорот за користење на средствата беше потпишан во месец февруари во Скопје. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот упати апел до возачите да не користат мобилни телефони додека управуваат возило за да избегнат несреќа. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата упатија апел до возачите да не користат мобилен телефон додека управуваат со возило. При тоа се нагласува дека наспроти предностите и функционалностите, употребата на мобилниот телефон додека возилата се вклучени во сообраќај на патиштата може да биде причина за несакани ситуации. Се посочува дека користењето на мобилен додека се управува моторно возило го одвлекува вниманието и може да биде двојно поопасно. Исто така и пишувањето пораки на мобилен телефон се смета за голема опасност со оглед што возачот не гледа на патот и сообраќајот во кој е вклучен. Според статистичките податоци од релевантни институции од Соединетите Американски држави, возачите кои користат мобилен телефон додека возат имаат 23% поголеми шанси да бидат вклучени во сообраќај на несреќа отколку другите возачи. Реакцијата на млад возач кој користи мобилен телефон е исто онаква каква на 70 годишен возач кој не користи телефон. Употребата на мобилните додека се управува моторно возило е ризична, опасна, но и спротивна на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Покрај тоа, голем број возачи во Македонија користат мобилен додека управуваат возило, со што го прекрашуваат законот и ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот на патиштата, се нагласува во апелот од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Почна 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Спортскиот настан годинава го отворија екипите на Джинџер Бар и Аутовелт. Финалето ќе се одржи на 12 јули, Петровден, кога Кочани го слави празникот на градот. Почна 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Честа да го отворат годинава и припадна на екипите на Джинџер Бар и Аутовелт. Надпреварите се играат на мултинаменското спортско игралиште во дворот на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Традиционално, по повод празникот на градот, спортскиот настан го организираат Општина Кочани и Општинскиот фудбалски сојуз. Турнирот за отворен го прогласи градоначалникот Љупчо Папазов, кој во обраќањето пред учесниците и публиката ја истакна важноста на спортското активирање и негување на спортскиот дух кај граѓаните на Кочани. Нека преовладува спортскиот дух, нека победи најдобриот. Годинешниот Петровденски турнир во мал фудбал го прогласувам за отворен. На првиот ден од Петровденскиот турнир, екипата на Аутовелт го победи тимот на Джинџер Бар со резултатот 3:2, додека вториот дуел помеѓу екипите на Астон Вила и Рели со резултат од 4:8 поуспешни беа фудбалерите на Рели. Оваа година учествуваат 8 екипи и тоа е екипите Джинџер, Астон Вила, Рели, Аутовел, Естон Дизајн, Амфенол, Масив Дизајн и Аледар Премиум. Екипите ќе настапуваат, ќе започнуваат со 5+7, а правилата ќе бидат како и минатата година. Имаме и убави награди. Да споменам и тоа дека прва награда е 60.000, втора награда е 30.000 и трета награда е 15.000. Исто така ќе имаме прогласено за најдобар фудбалер и најдобар голман. Се планира да се играат по 2 надпревари дневно, а победникот ќе биде познат на финалниот надпревар, што ќе се одигра на 12 јули Петровден, кога Кочани го слави својот празник.
Почитувани гледачи, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме за вниманието. Довидување.